Замисли да ти откажат сите другарчиња за роден ден, а наместо солзи Динев и Ева да се појават и да те изненадат. Ајде со нас да купиме подарок за наша следбеничка која полни 11 години. Земавме тефтерче, пенкало, фломастери, работи кои ќе користат за новата школска година. Мајка ни спомна дека шминкањето е хоби, па земавме и организатор за шминка. Фативме такси затоа што нормално доцневме, но за среќа стигнавме на време за да ја однесеме тортата со свекичките. Инаку ова прекрасно девојче се вика исто како мојата Ева. Леле, луѓе, не можам да ви опишам колку беше среќна. Happy birthday to you. Браво! Ова не беше прв пат додиме на роден ден како изненадување, затоа што обично не го правиме тоа. Но овој пат направивме исклучок, затоа што пред некоја недела случајно ја сретнав мајка и на улица. Не ја познавав жената, ама беше возбудена, абе полна со сијај во очите. Не замоли да ја го израдуваме нејзиното дете за роден ден. Ми раскажа дека е самохрана мајка која се бори секој ден за да ја подари среќно детство. Многу од другарчињата на Ева ја откажале и немало да дојдат на прославата. Тоа ја направило нејзината ќерка многу тажна. И навистина, кога стигнавме, просторот беше скоро празен. Но се надевам дека нашето присуство можеби и го направи денот подобар. А морам да кажам дека ова мајка која успеа да го организира сето ова, за мене е херој. Жртвувала многу. Само за нејзината Ева да има детство полно со љубов. Регорд сум кога гледам вакви родители кои што целосно се вложуваат за своите деца. Епта ни беше драго што бевме дел од ова присладко изненадување. Ајде сега сите во коментар да ја честитаме среќен роден ден на Ева.